Политичката криза во Бугарија нема да се реши ниту по новите парламентарни избори. Прогнозите велат дека бугарите повторно ќе гласаат веќе во октомври, кога кај источниот сосед се закажани локални избори. Поранешни дипломати за Алфа коментираат и да се формира влада во Бугарија. Таа нема долго да опстои. Разликата во гласовите дополнително велат покажуваат една огромна поделеност во државата. Па најкуса оценка за вчерашните избори во Бугарија е дека следните ќе бидат во октомври заедно со локалните. Според тоа влада нема да има, односно ќе има влада ваква или таква, која нема да функционира. Меѓутоа, знаете, за нас тоа воопшто не е битно. Топката е во нашиот двор. Овие почетни резултати, а верувам че нема да има голема разлика и до конечните резултати, укажуваат на една голема поделеност во бугарското општество. Очигледни се влијанијата или тежненијата кон една или друга опција, мислам исток или запад. Тоа е според мене сосема очигледно. Дали ќе успее да формира влада, јас мислам дека теоретски е можно, тешко, но е можно. Меѓутоа, таа влада дефинитивно ќе биде со многу краток век. Драстичните промени на релација Скопје-Софија нема да има. 10 дни се поранишните амбасадори. Велат единствениот излез од ваквата ситуација, а во корист на Македонија евентуално раскинување на договорот за добрососедство и двата протоколи и започнување на преговори со акцент на реципроцитетот. Од другата страна можеме ништо да очекуваме. Според тоа, ако сакаме излез од тунелот, треба Македонија веднаш да преземе радикални мерки, со оглед дека од другата страна нема решение. А тоа води единствено во откажување на договорот за непријателство, откажување на двата катастрофални протоколи кои ги потпишавме на еден апсолутно неодговорен и антиисториски начин и да се почне нова постапка за преговарање со Бугарија и истовремено за ново преговарање со Унијата. Од друга страна се забележува дека притисокот од Брисел влијае врз односот на официјална Софија кон Македонија, но зад тоа се крие друго сценарио, вели поранишниот амбасадор Триневски. Е очигледен притисокот пред се од Брисел малку да релаксираат во нивните ставови и однесувања кон Македонија и тоа во контекст на она што нам ни го спремаат, а тоа е едно кукавичко јајце што ни подметнуваат во смисол на вметнување на бугарите во уставот на Македонија. Мислам дека такво нешто не смее да се случи, бидејќи последиците можеме само да ги претпоставиме. Друго е опција како што е сега се предлага хрватскиот модел. И по вчерашните избори во Бугарија резултатите покажуваат тесна разлика помеѓу најголемите коалиции ГЕРБ на Бојко Борисов и продолжуваме со промените на Кирил Петков и ДПС. Политичката криза кај источниот сосед трае околу 2 години, откако бугарите во 5 изборни циклуси не даваат поголема предност ниту на едната, ниту на другата политичка страна.